Десетина вработени во УЈП Штип и Струмица се уапсени за случајот со трагедијата во Кочани. Според првичните сознанија се работи за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, како и примање и давање мито. Дали меѓу нив има и лица за кои веќе се шпекулираше во јавноста, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Тино, официјално од јавното обвинителство и полицијата се уште не откриваат дали меѓу уапсените се и оние лица за кои што се шпекулираше во јавноста, сепак веќе неофицијално меѓу уапсените е и братот на вршителката на должност, председател на Скопскиот кривичен суд, инаку даночен инспектор вработен во управата за јавни приходи во Штип. Како што информираат од обвинителството, во заедничка акција со полицијата денеска и во текот на вчерашниот ден уапсени се десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на управата за јавни приходи од Штип, Струмица и Кочани. Според обвинителството, тие се осомничени за злоупотреба на службената положба, примање мито и фалсификување на исправа. Овој случај се поврзува со трагедијата во кочанската дискотека Пулс, бидејќи веќе во јавноста е познато дека собствениците на дискотеката имале директна комуникација со инспекторите на УЈП. Тие ги информирале дали ќе има инспекција во објектот и како треба да постапуваат доколку се појават даночните инспектори на УЈП во дискотеката. Сепак повеќе детали за акцијата гледаме во прилогот. Се проширува истрагата за работењето на дискотеката Пулс. Во соработка со Кочанското обвинителство и полицијата денеска и во текот на вчерашниот ден се уапсени десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Според државниот обвинител Коцевски, за лицата постоел сомнеж дека земале мито, оддавале службена тајна и ја злоупотребиле положбата како даночни инспектори. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу десетина лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, то прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Според обвинителството постоел сомнеж дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале дали и кога дискотеката ќе биде контролирана. Таквата комуникација се одвивала преку апликацијата Вибер, беше објавена и во медиумите, а покажа дека даночните инспектори добивале и подароци. Меѓу лицата кои се уапсени е и Драганчо Паунов, кој е брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со собственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани на некој начин со кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан. Апсењата на инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија. Во својот воведен говор, обвинителството најголем простор обезбеди за собственикот на дискотеката Јованов, за кој се вели дека негов единствен интерес бил профитот. Токму тој се наоѓа во центарот на денешната полициска акција за апсење на инспекторите на УЈП кои земале подкуп и подароци од Јованов. Зоран Јанев,